civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. To je odnapred izgubena bitka na onije prozapadne sili koji postoje kaj nas, sigurno дека postoja. Tije se malce, ja bih rekao, i ograničeni vo arealu. Bitka na proistočni, mislite? Da, proistočni i prozapadni. Odnosno bi rekao дека prozapadni i сите останати, бидејќи тоа е еден мал комплот на разни интереси кои во еден миг се студираат. Целата приказна е многу стара, тие се воспоставени релации, ние не се воспоставени вчера, само прашањето на темата. Темата сега се погоди, изгледаше дека ќе може да ја прифата и широката популација, а кај нас, за да бидеме свесни што се случува, мора да појдеме од еден непобитен статистички факт. Ние сме земја на голема функционална неписменост. И морам да појдем од тоа. Што значи тоа? Тоа значи дека најголем дел, тоа значи дека имаме многу луѓе кои се формално писмени, меѓутоа тие не можат да функционираат во овој свет со сета него инструментариум на нормален начин. Тоа значи дека не може да ги користат електронските средства и така натаму, или не го познаваат доволно јазикот, или се едноставно поводливи, значи во некоја смисла не се луѓе кои можат самите да посебно да размислуваат. Добро да разберам, поентата ми е дека тие се едноставно една голема маса на луѓе, 40% во Македонија од населението кој се пријавува за работа има квалификации формални, меѓутоа е функционално неписмено. Како таква е регистрирано и во Заводот за вработување. Тоа значи се подложни на манипулација. Подложни се на манипулација. Значи кај нив се уште постои она што го велиме порано Радио Милева. Повеќе функционира тој систем, отколку можноста што ние велиме социјалните мрежи да го работат тоа. Или кога ги користат социјалните мрежи, ги користат веќе поставени коридори кон нив, како маса на луѓе кои треба да го примат тоа. Од 70 земји што Обединети нации во скоро време ги испитуваа за таа функционална неписменост, ние сме на 68 место. Позади нас е Доминиканска република и Косово. Избрани се одредени. Значи, пазете колку се тие подложни на одредена, во случајов партиска пропаганда. Вие едноставно со нив е многу тешко да комуницирате и прашање дали воопшто тие ги примаат сите овие работи што ние денеска ги разговараме, ги има во неодредени медиуми, а потоа легнуваат и она што ние велиме што се е зафатено и мислам дека ние сме сведоци сега овие месец дена на масовна промена на собственичката структура во оние медиуми за кои јас нема да речам дека беа прозападни, меѓутоа беа неутрални. Односно, имаше и двете страни, да речеме, иако и за тоа се разбере, може да разговараме што значи тоа двете страни, колку се присутни. Се извинувам, не сум во тек веројатно, но ќе ми треба и мене објаснување, претпоставам љубопитни се и гледачите. Што значи ова преструктурирање сега? Преструктурирање на собственоста, значи имаме одредени медиуми, портали, кои беа, можам да речем, беа така, едноставно беа употребливи, да речеме, за секојдневно комуницирање, кои го менуваат собственикот и тоа се случува интензивно, така да едноставно се расчистува тој простор и понатаму кај за оние кои сепак следат нешто на социјалните мрежи да бидат подложни на пропаганда во буквална смисла. Со други зборови да има што помалку субјекти. Да, вклучени се очигледно средства кои едноставно прават да се тоа расчистува. Се одат кај одредени независни. Чекайте малку сега, Костовски, вие сте аналитичар и така дубиозно ги гледате работите. Мене ме интересира кои се тие центри кои тоа го прават. Постојат некаде? Домашни, меѓутоа нивните врски се многу јасни и очевидни. Ако некој вас ветера да бидете, не знам, бугарски конзул во Македонија, и ако вложите многу средства во погледнете ги кои се да речеме најчести даватели на реклами во македонските медиуми, например, имате една офталмолошка клиника која е во рамки на тој исти човек. Таа е еден од најчестите реклами кои ги сретнувате во последните медиуми. Не знаеме какви се тие, се разбира, нивни финансиски користи од сето тоа, меѓутоа се случува. Малку за болница ова што го рековте, ова е период на некакво преструктурирање. Тоа обично се случува пред некакви
политички, да речам, Да. дисторзии. Во случајот се работеше за последниот чекор на можно попречување на нашиот пат кон Европската унија. Мислам дека ова беше проценето дека ако сега ова не се случи, имало и такви, нали се разбира, пред да се случи одењето во НАТО, после Преспанскиот договор, ви сега е апсолутно притисок, вие гледате дека имате дневни промени на тактиката како народот да се убеди. Еве сега вие немате се уште јасна структура на вестите после она што се случи во Брисел пред неколку денови, меѓутоа се имате едноставно просто реплицирање кое си наоѓа едноставно простор дури и кај оние медиуми кои беа присутни во Брисел и видела дека Европа на вистина веќе прашањето за македонскиот јазик за идентитет го има надминато и тука веќе. Може ли да констатираме дека инвестицијата им била џабе? Па може да се, не можеме да го речеме, барем ја, бидејќи повеќе сум кон овие, да речеме, мејнстрим медиуми, ја морам да замислам дека денеска, не знам, главна вест во сите утрински вести беше бајата. Значи, горењето на автомобилот на еден пратеник од опозицијата. По трет ден поред ви го дава тоа како прва вест, мислам, ја не можам тоа да го сватам. Значи, таа е пред, да речеме, приемот што го држа владата во сношти за овој настан што беше во Брисел, па дури и пред говорот на председателот на ВМРО ДПМН. Значи, трет ден поред имате една бајата вест за тоа што некому му изгорел автомобилот. И тоа пазете што се случува. Значи, се случува на една партија чии да речеме пироман направи оној инцидент кој имаше сериозно загрозување на јавната безбедност во Битола и кој потоа е носен како низ панаѓури низ републиката точно во, да речеме, во организација на една партија. Дали ме слегате? И сега каде е тука балансот? Тема на уредувачки политики, тоа е друга тема која е практично. Да, меѓутоа видете, јас само се прашувам дали воопшто медиумите, тие поглавните мејнстрим што ги имат ли уредници во нив или не, има еден уредник, јас одавна го пишувам тоа. Ја го пишувам постојано и тврдам, ако погледнете структурата на вестите кај сите медиуми, ќе видите дека тие воопшто не се разликуваат. Значи, како е таму првата вест и во другото студио е во првата вест и во третото студио е во првата вест. И ќе се зачудите, па добро, по што се разликуваат? Можете да гледате едни вести и онда ќе сте ги погледнали сите. Не ми беше наред